Трагедијата во Кучани зеде уште една жртва. 29-годишниот Александар Глигуровски предпладнево ја загуби битката за живот. Од Министерството за здравство велат дека поради тешките повреди тој итно бил транспортиран во Литванија уште на 17 март, а неговата состојба почнала да се влошува пред 3 дена. Неговата состојба беше тешка од почеток, меѓутоа од 4 април веќе се влошува уште повеќе. Од вчера пациентот беше ставен во хемодиализа и за жал денеска во 11 часот почина еден од потешките пациенти кои што не беа. Александар е вториот пациент што почина од 193 кои беа повредени и се лекуваа во државава, но и во странство. Минатата недела исто така на само 29 годишна возраст животот го загуби Александар Карадаковски, кој исто така беше третиран во Литванија. Според податоците на здравствените власти, уште 66 пациенти остануваат на лекување надвор од земјава, од кои 20 се во критична состојба. Во меѓувреме, од обвинителството не откриваат нови детали околу евентуално проширување на истрагата, но тврдат дека секојдневно се прават распити, вештачења и анализи. Јавните обвинители од тимот кој ја водат предистражната постапка континуирано преземаат повеќе истражни действија за обезбедување докази. Такви действија кои вклучуваат распити, анализи и вештачења од голем обем и во однос на повеќе различни институции се во тек и денеска. Меѓутоа, за да се зачува тајноста на постапката и да се спречи компрометирање на доказите, обвинителството не е во можност во моментов да открива повеќе детали за активностите. Премиерот Мицковски пак и денеска прашан за одговорноста и надлежноста кај институциите раководени од актуелната власт се повика на обвинителството. Истрагата ја води јавното обвинителство, не ја води владата, така што можеби тоа прашање ќе треба да го упатите до јавното обвинителство. Од досегашната истрага на обвинителството осомничени се 33 лица, меѓу кои поранишниот министер за економија Кришник Бектиши, раководителка во министерството, полициски началници, поранешни и актуелни градоначалници, но и поранешни директори на државниот пазарен инспекторат. Сите осомничени се товарат за предизвикување тешки дела против општата безбедност, за што се предвидени затворски казни до 20 години, додека пак едно лице се терети за кривично дело примање на подкуп.